30 на украдени садници, поголем број исушени. Вака изгледа инсталацијата која на 21 март беше поставена во центарот на Тетово со цел прочистување на воздухот. Ваквата состојба е вообичаена појава која се случува со градските дрва, но добро е што на поголемиот дел од нив се забележуваат и цветови, што значи дека садниците се во добра кондиција. На освежувањето на градското дрво работеше Ана Чоловиќ-Лешовска. Дрвото си е цело време функционално. Самиот факт што растенијата цветаат, значи може да се примети од јужната страна дека комплетно растенијата се во цвет. Тоа покажува дека условите им се добри и дека се функционира како што треба. Фактот што секаде го има мовот, исто така е знак дека растенијата, значи дека целата инсталација функционира, бидејќи нејзината функционалност се базира на активноста на мовот во целиот процес на собирање на штетните гасови. Од општината имавме навистина добар знак дека тие се спремни доколку треба навистина да ги заменат растенијата и дури со нарачка на нови растенија од Германија, ако треба такво нешто. Така што во целост инсталацијата си функционира, оваа страна зад мене е буквално недопрена, многу недопрена во смисол, нели, не е украдено ништо, не е оштетено. Секаде во секоја саксија има и од васкуларното, од сукулентното растение и од мовот. Лешовска смета дека сите садници можат да се надоместат и да останат во функција прочистување на воздухот. Сакаме да направиме замена на истите за да можеме да воспоставиме функционалноста на целата инсталација. Ќе направиме проверка на целиот систем на наводнување и тестирање на истиот систем со цел да обезбедиме дека во овој летен период сите растенија добиваат доволно вода и функционираат како што треба. Сакав да ви покажам, значи во Македонија нема од истите растенија кои беа првично поставени преку пратката од Германија и во Македонија најдовме нешто слично што можеме исто така да го користиме од истиот вид, односно род. Така што мислиме дека можеме да ги надоместиме сега оние садници, оние сакси кои недостасуваат во моментот и мислиме дека комплетно ќе биде решен делот на дупките, нели, кои фалеа во целата инсталација. Според Екосвест, садниците главно се оштетени заради временските прилики пред се сушниот период, заради што е потребно и редовно прскање, односно дотур на вода во цистерните. Од несовесноста пак на граѓаните кои го откорнуваат зеленилото, градското дрво ќе се заштити со поставување дополнителна мрежа.